Добро дојде во студио за мојот гостин, Слободан Унковски, режисер. Отварањето на кинокултура представува за многумина, веројатно највредниот настан, културен настан годинава. Не мора дури да споменам дека е највреден културен настан, доволно да се каже дека е само настан. И вас ве сместува во онаа топ листа на луѓето кои ја одбележале 2015 година на најдобар начин. Колку време го подготвувавте овој проект и колкав арсенал на нерви за енергија е јасно потрошивте? Овој проект е работен заедно со Александар Поповски и со Билјана Тануровска-Кулавковска и практично последниве неколку години интензивно, а претходно мислам дека од 71 година работам на таков проект со театарот во Светиниките манастирот, со сите обиди околу Летво место, со Мала станица, со други 7-8 објекти што сме нашле по Скопје кои што не успеавме да ги добиеме. Така да благодарејќи на разбирањето на општина Центар, успеавме да го спакуваме тоа сето и да го отвориме на радост на целата независна културна сцена и на сите млади уметници. Мислам дека мојата задача на некој начин е исполнета со тоа што успеав да помогнам да се направи тоа и да проработи и практично времето колку што ќе трае ќе го одбележи нашиот успех, дали ќе успееме да опстоиме, бидејќи повеќе во такви проекти морате да гледате на финансирањето, како тоа воопшто ќе преживее, дали ќе има грејење, дали ќе има струја, вода и така натаму, опрема и така натаму. Да, имате ли сега грејење, имаш информации дека Не, се грееме со некакви прирачни тајфуни на плин и така натаму, меѓутоа работиме на тоа да се направи грејење и да биде отворено по цел ден и да можат граѓаните за кои што е наменета да доаѓаат разни активности покрај уметниците, се разбира. Добро, кој е главен донатор? Има информации дека е еден од донаторите општина Центар и зошто е невозможно секогаш да биде иземена државата, а во уметноста, во принцип, барем во западните демократи, олигарсите или можеби или останатите тајкуни се оние кои ја вреднуваат културата и вложуваат во неа. Зошто кај нас тоа е невозможно? Возможно е кај нас, меѓутоа нема финансиски инструменти што ќе им помогнат на тие што вложуваат приватни пари некако да ги валоризираат во ослободување во данок или така натаму. Овдека приватните донатори зафаќаат скоро 1/3 од она што го даде општина Центар, што е познато. И мислам дека е многу значајно што разни донатори, едно 5-6 направија работи во зградата кои што помогна да се заокружи целиот проект. Од гледалиште, сцена, канцеларијата, фоајето и така натаму, разни компании помогнаа, прозори на дел од зградата, што е одлично и што ни помогна навистина да промрдаме. Нема, можеби ни доволна свест, нема ни доволна, како да кажам, атмосфера за таков тип на инвестиции, бидејќи како што велат на шала по Скопје, ако некој има 200 милиона евра, повеќе сака да има 202, отколку да речеме да вложи нешто во еден ваков или сличен проект. Но се надевам дека не е приказната завршена, бидејќи на многу луѓе им се допаѓа целата идеја кинокултура да се врати во живот. Доаѓаат многу граѓани тука што поминуваат, доаѓаат граѓани нарочно да ја видат и се интересираат разни луѓе, полека ни стасуваат пораки од разни луѓе дека би сакале нешто да помогне да се направи во зградата. Така да тоа се добри знаци и добри сигнали и мислам дека кога ќе почнеме да имаме активности секој ден, дека ќе дојдеме до една фаза кај што ќе најдеме и други донатори и граѓани конечно мислам дека ќе дојдеме на фаза да ги продадеме и столчињата, да речеме, на одредени гледачи, да може да доаѓаат на сите наши премиери бесплатно во наредниот период, да речем. Така да на разни начини ќе собираме средства поред ова што го дава општина Центар. И се надевам дека не гледам зашто и државата понатаму не би се вклучила Министерството за култура, бидејќи ние сме дел од оваа култура, така да. Имавте ли таква понуда министерката Канчевска? Од неа мислите? Да. Не сме биле, бар ја не сме бил во комуникација со неа околу овој проект и не сме ни дошле во фаза да бараме нешто од не, бидејќи поранешните наши барања
за разни простори кои што беа, не наидоа на одговор, не наидоа на некакво разбирање, така да некој мислевме дека треба да го ставиме на нозе, да проработи, да профункционира, да се види што е, да одиграме неколку представи како што одигравме, да имаме еден концерт, за да се видат сите можности на зградата и на зградата им се допаѓа на луѓето и се надевам дека еден ден ќе дојдеме до фаза да државата се вклучи. Да. Добро, во вашата биографија е забележана и активистичката позиција. Секогаш сте присутни тогаш кога сте во држава, присутни на маршеви, на протести, на демонстрации. Не мислите ли дека можеби сте игнорирани од страна на Министерството за култура, па и министерката Канчевска, токму поради вашата позиција, активна позиција во општеството? Па, навистина не се бавам со тоа, затоа што на Министерството си има на своја политика, која е дел од политиката на владата, за која што повеќе пати сум се изјаснил што мислам и каде ја доведе Македонија и така натаму. Така да не се бавам со тоа дали има некоја посебен однос или нема. Последниве години добив неколку проекти во Македонија кои што беа помали или средни, да речеме. Не во скопските театри, туку на други места, например во Прилеп годинава, во Скопје еден мал проект и така натаму. И тоа е политиката на тоа министерство, така да борете на тие театри. Ако драмски менат, не знам, другиве театри во Скопје не ме викаат, тоа е дел од една одредена политика, бидејќи ако не ме викаат не може да работите, се разбира. Место тоа работам на други места, надвор од земјата, кај што е згрејано, топло, има пари, не се секирам дали има средства, дали нема. Така да, навистина се стана мислењето на состојбите во политиката стана заморно, бидејќи треба да го решиме проблемот, не треба да се бавиме со тоа дали не сака, дали не поддржуваат. Тоа што го прави Министерството го прави консеквентно со години. Тоа е една одредена политика со која што не се слагам. Меѓутоа, додека не се смени тоа Министерство, додека не се смени таа влада, не очекувам некои битни промени. Добро, политички коректен не сте, сега би го цитирала председателот Иванов, кој доделувајќи му ја наградата на Пројковски, на директорот на МНТ го нарече самиот театар дека делувал политички коректен низ овој период, мислејќи на периодот кога влада е ВМРО ДПМН. Па, мислам дека е точна сцената, мислам, во најголем дел МНТ ги ја следил политиката на ова влада, така да во тој смисол е претпоставам точна оценката. Не сум ја следил изјавата односно баш доделувањето во живо на наградата, на одликувањето, гледав фотографии некои. МНТ има 70 години и се разбира дека може да добие орден. Нема ништо спорно тука. Само тоа што издржал 70 години, што обстоел, тоа заслужува едно внимание. А дали е политички коректен? Па е, затоа што ниедна суштинска тема не стаи на репертуарот, се бави со други прашања кои што се дел од една стратегија на тој тим што го води, таква каква што е. Мислам, нити влегувам тамо, нити се бавам. Златниот театар го игнорирате колку што можете повеќе? Морам да кажам дека немам желба да влезам, морав еднаш да влезам на малата сцена долу, значи да не биде дека не сум влегол. Од вратата точно отидов долу у подромка на малата сцена, мој студент имаше мастер испит доле внатре, морав да одам. Меѓутоа веднаш излегов, така да не сум влегол во театарот, немам навистина желба во нешто што би требало да кошта, например, 16, 17, 18 милиони, а кошта 42 милиони да влезам, зашто мислам дека на тој начин давам легитимација, давам некаква, како да кажам, потврда на таа инвестиција. Истовремено во Прилеп, например, пробавме во салата кај што се проба, има кјумбео, знаете, за печење пиперки од буре направено, а тоа се грее еден дел од театарот, еден дел на парно, за кој нема доволно пари, да не зборам целиот театар како состојба. Така да некако мислам дека нерационално се потрошија или не знам кај отидоа тие пари и се некој да бидам на некој начин да му дадам легитимитет. Добро, за разлика од вас има голем број уметници кои еднакво не се согласуваат со вас, но за разлика од вас, велам,
го прифатија начинот на молчење, го одбра, поточно речено, молчењето, иако не се согласуваат со голем број на политики, потези, акции на оваа власт. Знаете како, Имате ли жустри расправи со таквите ваши колеги кои приватно и професионално ги почитувате, но ве разочарале во тој смисол, што молчат кога треба кога не смее да бидат политички коректни, всушност? Немам такви расправи, бидејќи не се ни дружам многу со луѓето од уметноста, се дружам со оние со кои што работам. Со ретките се дружам вака чисто за други теми разговараме, нити имам намера да ги оправам, нити да ги поправам. Еднаш реков дека во еден келеш тефтер треба да се запишат сите што ја издале уметноста на некој начин и се ставиле во служба на нечисти некакви активности на оваа влада, гледам тоа ги погоди многумина што беа замешани тамо. Така мислам и сега, зашто секој си одговара за своите постапки и за своето име, некако го носи и што прави со него. Мислам дека начините на борба се различни. Знаете, например, последниве неколку месеци работејќи интензивно на представи што ги работев и на проектот култура, некој нема потреба да пишувам на Facebook или да давам некои изјави, интервјуа, бидејќи кон мојата длабока концентрација беше таму. Сега сум тука бидејќи го отворивме и сега сум слободен, пак имам време и потреба да искажам некои ставови. Меѓутоа, мислам дека понекогаш делата се поголем чекор од самата изјава. Например, мислам дека тоа што се отвори кинокултура, тоа е, како да ви кажам, тоа е огромен аргумент и тоа е иако е мал тек во однос на целата култура, иако е без пари скоро, да кажем, и така натаму, и направено и функционира. Оно го ремети монополот на државата во областта на културата и отвара нов простор, на, може да го крстиме, на слобода или простор на поинакво мислење, меѓутоа отвара еден друг простор кој што не може да биде комплетно под контрола на државата, не може државата да одлучува што ќе се работи таму, нити општина центар ќе се меша во тоа што се работи, таков е договорот со нив. Така да на некој начин мислам дека тоа повеќе од било која моја изјава на Facebook што ќе направам. Кај што дома седам, не знам, у кревет или не знам на работна маса, па пишам некоја изјава, па после го затварам компјутерот и не знам што правам. Ова е нешто што се гледа, што е видливо, што стои тука и што мислам дека тектонски ќе поремети некои работи во македонската култура, не од значајот на тој цел проект, туку од тоа што е различно. И сите мои напори последниве 20-30 години се направи ваков центар не беа за да имаме некое свое приватно место. Тука немам никакво приватно место, нити никој од нас има некоја плата таму или било што. Меѓутоа важно е да се направи едно друго место кај што ќе можат разни луѓе што немаат ни кај да се појават, ни кај да играат, ни кај да прикажуваат филмови, ни кај да играат современ танци и така натаму, да најдат свој простор, да најдат место за состанок, за проба, за било што. Мислам дека тоа фали, не може да се оди само во тие институции што се државно подкрепени, национални или какви се државотворни. И практично вие сте стално соочени со тоа да не можете нити да добиете простор, нити да играте и така натаму. Така да во тој смисол мислам дека ваков ангажман понекогаш е поголем од било какви изјави. За колеги, знаете како, тоа е еден поголем проблем од уметниците и од интелектуалците и така натаму. Тоа е поширок проблем. Значи, ако вие вчера бев на протестов за загадувањето на воздухот, ако вие на таков простор кај што дишете воздух, имате, да речеме, поделеност, ако имате едни граѓани што се, не знам, поблиску до политиката на владеачката партија, или на, не знам, било која партија не излагаат тамо, значи за дишење ако не излагаме заедно, што да ви кажем, за други прашања. Така да тоа, ако во тој смисол немаме граѓанска потреба да нешто направиме, тогаш не е важно дали се уметници или што се разбира, уметникот, интелектуалецот може да има таква задача да го поведе, не знам, народов, да да го прошири разбирањето, да инициира процеси и така натаму. Меѓутоа е една анемичност и чекање некој друг од надвор да ги реши проблемите владее сегдека.
И затоа сум загрижен за целата состојба во земјата, бидејќи нема никој да дојде, некој Робин Худ или не знам, некој Супермен да ги реши работите што ние треба да си ги решиме. Без обзира, ако седно што мислиме дека може би нека голема сила е заинтересирана тука да расчисти некој работи, ние практично немаме, на нас е задачата и ние не ја вршиме таа задача успешно и не е изгледна победата на потребата за слобода во нашето општество. Кажавте дека Општина Центар нема да се меша во уметничката програма на кинокултура. Ние имавме еден концепт што го браневме пред советниците, пред комисијата на Општина Центар и тој помина и во Советот и така натаму и навистина е договорот Општина Центар да се разбира, ние треба да ги извршиме задачите што сме си ги дале, во смисол на програма и така натаму. Меѓутоа, Општина Центар повеќе пати повтори градоначалникот Черновски и другите, дека практично се радува дека има еден таков центар, ќе го поддржува и ќе му помогне додека може да му помага да функционира. Добро. Во еден дел се разбира, другите пари мораме од Европа и од локални фондови да ги најдеме. Да, низ бомбите на бомбите на Заев, всушност го видовме однесувањето и на премиерот и месирката Канчевска, што се однесува особено до Скопје 2014, како наредбите доаѓаат стрикно одгоре, колоквијално кажано одгоре, значи од центарот на моќ, тоа е премиерот Груевски. Дури и Канчевска, самата Канчевска не била баш волна некои проекти да поддржи, некои потези да направи, но инструкциите, наредбите се све и свја, всушност. Практично, вие гледате дека нема никаква иницијатива од никого, дека сите само извршуваат задачи, идеи, овако захтеви, наредби и така натаму. И практично во една ситуација кога културата никогаш нема доволно пари, например за живи уметности и така натаму, се одвојуваат огромни милионски суми за некои споменици, за други работи. Тие пари се не се од друго место, тие се пари од истите овие што стојат на располагање, значи они се земени, негде скратени, се доцни и така натаму. Например, ја заврши представа, мене ми е исплатен, например, што 20% од хонорарот, иако премиерата беше скоро пред месец дена, со надежда дека ќе се исплати нареднава година некојаш, затоа што парите се употреби на некој друго место, во некој, не знам, на Мека Тереза споменик, кој ме немам каде негде. Така да, претпоставам дека таа остана на таа позиција толку долго, бидејќи ги извршува тие задачи, не? Јасно е по сите елементи, по тоа како ги брани проективе, дека не може да се сложи со сите проекти и претпоставам дека и самата поминува низ разни своји драми, што не ја оправдува, се разбира, бидејќи секогаш постои институцијата, оставка или не знам нешто друго за да излезеш од таа цела гужва. Меѓутоа она се долго време е таму, тоа е тоа што го прави, тоа е тоа што го извршува и не амнистира дали го прави волно или неволно, се едно е, мислам, тоа никој со такви нијанси мали никој нема да се бави. Значи, дали го направила или не го направила, се разбира го направила. Дали направила се направила што треба да се направи. И тоа е, можеме седно, како сакаме да ја прикажеме културата. Ја не сакам да ги негирам други резултати што ги има Министерството за култура во изминативе години. Меѓутоа, факт е дека е појавното, односно лажно појавното, односно фасадите по киновите села се многу присутни и дека тие уствари доминираат на некој начин. Со сите позитивни работи што се направени во разни области, кои што многу често чинат повеќе од потребното и така натаму. Така да, него не се ни бавам со Министерството за култура, бидејќи нити очекувам нешто, нити пак нешто, како да ви кажам, се очекува и од вас. Се очекува од мене таму, така да ние сме во паралелни светови на некој начин. Точно дека добивам мали проекти од кај нив, кои што се, не знам, солуне направен со тие пари. Не гледам дека за тоа треба посебно да се потресувам, тоа е минимално што може да го добијам однос на разни други проекти што се по 100.000 илјади, по 200.000 евра во Македонија. Меѓутоа како да кажам, тоа е
она навистина ги извршува се тие работи до точка, до максимум и се надевам дека е свесна за последиците од таа политика. Добро, ајде 2016. Што очекувате? Се очекува навистина пресврт, особено во политичката сцена после оваа криза која владае цела година, како започна емитувањето на прислушуваните материјали на така наречените бомби на Заев и доаѓањето на сцена на специјалната обвинителка Катица Јанева. Сметате ли дека ќе има навистина голем пресврт? Би сакал да има голем пресврт, се разбира, но а не за да дојде некоја друга опција на власт, него просто да се заврши со ова цело, да се заврши ова цела македонска драма, трагедија, не знам како сакате да крстате го последните 9-10 години, и да се вратиме некои нормални вредности на граѓанско општество. Дали таа влада ќе биде на СДСМ, дали ќе биде коалициона, дали ќе биде на некоја друга партија, на она што ќе победи евентуално во некои фер избори. Дали има услови за фер избори, уште нема, се разбира, далеко сме од тоа и далеко сме од некаква едноставна разрешница на кризата. Значи, се покажува дека власта, значи партијата што е на власт со сите своји механизми, ги одолговлекува, ги компрометира, ги крвави институциите, ги крвари институциите, ги седува, ги уништува и тоа тие капацитети што останале, меѓутоа истовремено мислам дека полека се јавуваат и во самите институции некои луѓе кои што гледаат дека мора да направат некои своји храбри чекори за да се мрднат работите од место. Не верувам дека ќе биде така едноставно и не верувам дека ќе може да помине се само со регуларен демократски процедури. Не би сакал да изразвам секои радикални ставови, тука мислам дека не е добро. Меѓутоа мислам дека е патов на начинот како се води цела работа е во ред. До една одредена точка која ќе стане опасно за сите учесници во тој демократски процес преживувањето, бидејќи јасно е дека ова голема хидра што се расширила, овој рак што се расширил по Македонија, тој нема доброволно да се оди, нема да се предаде, како да ви кажам, до последната капка крв, мислам до последната точка, до последната точка на отпор, до сите, бидејќи не е, мислам дека е погрешно ако се мисли дека само еден човек е тој што го прави проблемот. Не, напротив, имате стотици, можда и 1000 луѓе кои што се сите подмирени на некој начин, сите се во нешто замешани, сите имаат некакви своји тежини, некакви своји подземни токови, своји афери, финансирања, разни работи, и тие се исто така загрозени. И тој фронт не е така едноставен, значи не е прашање сега дали Груевски ќе остане или нема да остане. Се разбира, тоа е клучното прашање, меѓутоа по него како еден долг корен се влечат уште, ја не можам да кажам која е бројката, јадници луѓе кои што биле подмитени, корумпирани, учествувале во разни нелегални работи, добиле дел од колачите на разни украдени пари и така натаму. И тие ќе направат се до една одредена точка за да останат таму. Во кинокултура имавме на едно место едно дрво пораснало на покривот, бидејќи не се користело со години. Корените ги најдовме доле во некој од спратовите, значи низ малтерот се пробили. Мислам дека така и овдека е. Него дека корените на оваа цела состојба на ово уништување на македонската држава и понатаму цивилизација исто така, е точно така, дека овој механизам на пари, на закани, на моќ, на полициско... Злоупотреба на моќ, на полициско безбедностни и други аспекти, дека он влегол во разни пори, во сегдека, и практично ние бевме сведоци на ширењето од, не знам, од организации невладини до спортски клубови, до сегдека. Значи, сегдека мораше да дојде некој што е на таа партија, на ВМРО, на власт. И тој процес не е лесен, тој процес на одвојување, дури да ќе се случи промена на власта, ќе биде потребно што многу време да се доведе во нормална ситуација животот. Поделеноста на граѓаните е сериозна и без финеси, без сива зона, црно-бела. Така да сите дебати на телевизии кај што
телевизиите заради коректност водат од двете страни стануваат бесмислени, бидејќи на почетокот ги знаеме ставовите кои што се непомирливи. Немам баш увид во кај обичниве граѓани како тоа функционира, меѓутоа гледам дека навистина има една голема поделеност која што не се решава нити со декрет, нити само со избори. Значи, на тоа топрева ќе мора да се работи на разни начини за да биде нормално секој да припаѓа на разна политичка опција, да може да се комуницира нормално, да не бидат непријатели, предавници, веќе како на разни начини не навредуваат тука, бидејќи мислиме различно, туку да биде нормално дека секој човек има право на различно мислење и дека моите идеи, моите ставови не треба да дојдат на пусулче од некаков штаб, туку треба да дадат како резултат на моето како граѓанин размислување за времето и за состојбите во кои што живееме. Така да тоа е озбилен проблем по мене. Добро, јас благодарам што бевте гости. Мола.